Почитувани гледачи, ви го презентираме нашиот видео избор. Тема на неделата на Слободна Европа, посветена на актуелните настани во регионот и светот и нивната поврзаност и влијание врз Македонија. Вехабисти, селафисти се термини кои се користат за муслиманските верници кои го практикуваат исламот на поинаков начин. Карактеристични се по носењето долги бради и покуси панталони, а се поврзуваат со екстремизам, па и со тероризам, честопати неосновано. Како и да е, официјалните исламски верски заедници на Балканот не ги признаваат таквите движења. Исламската заедница се поделила 30 години по смртта на пророкот Мухамед. Две најголеми основни исламски учења се сунитскиот и шиитскиот ислам. Во сунитскиот правец постои ханефиска школа која се смета за една од најмеките, бидејќи отворена за модерните идеи. Припадниците на исламската заедница во Босна и Херцеговина и припаѓаат на таа школа, а тоа учење е официјално во исламската верска заедница во Бих. Но во Босна и Херцеговина има и одреден број верници кои го прифаќаат учењето на Абдул Вехаба, според кого тоа движење во рамките на исламот се нарекува вехабизам и е засновано врз така наречените изворни идеи. Лицата кои го практикуваат исламот на тој начин не го прифаќаат називот вехабисти, туку себе се нарекуваат селефии. Ваквиот вид учење во Босна и Херцеговина ја донеле странските борци за време на војната, односно припадниците на одредите Ел Муџахид. По завршувањето на војната се населиле во село Бочиња, неколку километри од Маглај во северниот дел на Босна и Херцеговина. Еден од жителите на ова село е и Семин Ризвич. Имал 22 години кога почнала војната, а мечтаел да има музичка кариера. I tako da sam fakultet ostavio jer imao sam para, imao sam neki način, ugled, vidio sam kakvi 5 godina, koliko mi treba za fakultet, ja kontam, rekao, ja ću postati zvijezda. To je meni dovoljno, rekao da, zašto se zamaram. По војната сакал да ја проучува верата, а како што вели, постојното исламско учење во земјата не му било доволно. Shvatio sam da je meni najbolje da se promijenim, da promijenim sredinu, da odem sa ljudima koji prakticiraju vjeru. Еден од оние што не живеат во родниот град е и Нихат Джихич. Завршил факултет во Саудиска Арабија, а пред 10 години дошол да живее во близина на Сараево. Не прифаќа да го нарекуваат селефија, а посетата на Медина, како што вели, му ги зајакнало ставовите за исламот. Kada bi čovjek išao dublje, da kažem, u značenje te selefijska zajednica ili selefije, ja bi prihvatio zato što sam naziv nema, da kažemo, ružno značenje, jer selefizam u odnosu to se vraća na te naše selefe, odnosno naše pretke, znači ispravne prethodnike. 100 километри јужно од Сараево во Мостар живее Албин Чосич, каде што дошол пред 4 години од Горни Вакув. Од мали нозе е верник, но и него не му било доволно традиционалното исламско учење во земјата. Иначе, како се гледа, gdje je islam najčišći, normalno na izvorima, a izvor islama je normalno Saudijska Arabija. I kao što imaju kanali Meka Live i tako, gledao sam, dosta dugo sam to razmišljao kako to na izvoru islama ovako prakticiraju, obavljaju namaz, imaju neke te stvari koje se razlikuju, većina ljudi je brada. I tako da sam počeo tako da razmišljam. За разлика од Албин, сопругата на Дженан Джахдан е вработена. Izgovorit ću tu riječ, strašno. Čovjek je u džihadu, znači u borbi, dok god se trudi da zaradi svojim rukama za svoju porodicu na dozvoljen način sredstva. Halal, tako se kaže. Halal je dozvoljeno. Дженан изработува сувенири и накит на влезот на средовековната тврдина во Травник. За себе вели дека е муслиман. Ako si malo različit, drugčiji,
imat ćeš neke probleme. Ja se ponosim što sam musliman, što se ističem i klaršim kao musliman, ne vrijeđajući drugih, naravno. Семин, Нихат, Албин и Дженан се занимаваат со сопствен бизнис. Како воопшто дошле до капитал за почеток на сопствениот бизнис? Ja sam imao znači, taj kredit od svog prijatelja koji je jest Arab. Mi muslimani smo, ja hoću reći to je kuranski, da kažemo kontekst, innamal mu'minuna al-ikhwa. Vjernici su braća. Од исламската верска заедница во Босна и Херцеговина велат дека нема разлика во практикувањето на исламот меѓу селефиите и другите верници во земјата. Сепак, главните имами на сите муфтиства во Босна и Херцеговина добиле задача да разговараат со организаторите и предводниците на, како што се вели, параджематот и да ги просветуваат дека нивното дејствување е штетно за исламот и за муслиманите во Босна и Херцеговина. I moramo kazati da svugdje u svijetu gdje živi većina muslimana postoji samo jedna islamska zajednica koja ima nadležnost za pitanje vjere i vjerskih propisa. Znači taj njihov namaz koji oni obavljaju samostalno nevažeći po svim učenjima islamskih pravnih škola. За разлика од оние што се согласија да говорат за својот начин на живот во рамките на селафиската заедница, постојат групи кои се целосно затворени за јавноста, како онаа во Горња Маоча, во околината на Брчко. Ова село со години функционира како екстериторијална зона, во која животот е организиран според строгите шеријатски правила. Ова село се поврзува и со заминување на боиштата во Сирија и е под постојан надзор на службите за безбедност. Нашите соговорници го осудуваат дејствувањето на радикални групи во рамките на заедницата на која и припаѓаат. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. И во Македонија постојат така наречени вехабисти, но тие главно не сакаат јавно да зборуваат. Од исламската верска заедница во Македонија исто така не ги признаваат, а за можните безбедносни ризици од нив велат дека за тоа треба да водат сметка органите за безбедност. Нема организиран радикален исламизам во Македонија, но секогаш може да се појават радикални поединци кои злоупотребувајќи ја верата промовираат насилство, велат упатените. На почетокот на месецов Италија депортира 5 македонски државјани поради ширење на радикален ислам и регрутирање на лица за војување на Блискиот Исток. По информативниот разговор со полицијата на Скопскиот аеродром, тие беа пуштени дома. Деканот на Факултетот за исламски науки во Скопје, професор Фахрудин Ебиби, вели дека исламот го забранува насилството, но оти радикализирани поединци секогаш може да се појават. Радикалците немат места во исламот. Од страна на пророкот тоа беше пречено. Според пророкот Мухамед алейхиссалату вассалам, радикализмот не е дозволиво и не се третира како дел од исламот. А од кога произлегуваат, секогаш има такви што ги пречекоруваат некои надлежностите и уште тоа уште нешто сакам да кажам, нема право никој да го презентира исламот како радикал. Самиот ислам и изворите на исламот го не дозволува тоа. Тој посочува дека исламската верска заедница го промовира ханефискиот, односно умерениот ислам, но во последниве години се појавуваат и верници вахабисти. Тероризам не зна ни јазик, ни вера, ни околности. Тероризам си е тероризам. И исламот тероризмот го осудува. Со сите форми на тероризмот што се случуваат тука и секаде во светот. И сега за ово прашање треба да се обрати и на безбедностните структури за да тие да ценат дали се тие може да бидат некој фактор во овој план. Ние немаме тој моќ и немаме такви податоци за да можеме да кажеме дека се тие може да влијаат или да прават нешто.
Дел од луѓето со долги бради и покуси панталони кои во јавноста се препознаени како вахабисти не сакаат да зборуваат пред камера. Велат дека службите ги контактирале секогаш кога јавно зборувале за нивните верски убедувања. Кусо додаваат дека не се радикали, туку само вистински ја практикуваат верата. Пред неколку години Рамадан Рамадани, кој тогаш беше оџа, влезе во конфликт со раководството на исламската верска заедница, пошто беше прогласен за вахабист. Тој тогаш одговори дека исламската верска заедница го користи вахабизмот како плашило за да се справи со верски пообразуваните кои може да им ги загрозат функциите. Рамадани потоа се повлече од верскиот живот и сега работи во Центарот за слободна мисла НИСМА. Во однос на луѓето кои носат подолги бради или покуси панталони, тој вели дека тоа се луѓе кои посуштински, односно посвесно ја практикуваат верата. Не се врзува со безбедносни импликации и типологијата не е таква како што се протекува во јавноста. А она што во Македонија е најважно да се знае е дека контекстот сепак е скоро секогаш политички, најповеќе етнички, а никако верски. Минатата година полицијата изврши акција под кодно име Ќелија во која беа уапсени 11 луѓе, меѓу кои и оџата на џамијата Тутунсус во Скопје Реджеп Мемиши. Сите 11 се спогодија со обвинителството за пониски затворски казни. Тие беа осудени за врбување и финансирање исламистички терористи, но и за учество во странски војски. На почетокот на месецов уште 5 уапсени летоска во акцијата Ќелија 2 се спогодија со обвинителството и беа осудени на затворски казни за учество во терористичка организација. Полицијата трага по уште двајца за кои се претпоставува дека се уште војуваат на Блискиот Исток. Летоска пак во Турција беа уапсени 5 македонски државјани кои имале за цел да им се придружат на муџахединските организации во Сирија. Ја следевте видеотемата на неделата на Слободна Европа. Следете не повторно секој петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.